Антиваксирството се прошири како резултат на ширењето на лажни вести. Теориите на конспирации добиваат поддржувачи, а луѓето кои сакаат имаат се помалку време да проверуваат информации, додека се нападнати секојдневно со еден тон вести. Како да се победат алгоритмите и да се селектира она што е важно, но и што ни носи иднината. Во подкастот Зошто разговараме со Михајло Лахтов, експерт за медиуми и комуникации. Добре дојде во подкастот Зошто. Добро најдов. Ке почнеме со она што во моментов ни се случува. Ни се враќаат болести одамна заборавени за кои има вакцини. Голема кашлица, деца имаме во болница, во соседството, дури почина од голема кашлица. Тоа е на некој начин резултат на она што го нарекуваме лажни вести, лажни информации, дезинформации. Како е можно луѓето во 21 век да станат антиваксери само затоа што нешто читаат што воопшто е непроверено? Прво, многу доктори имаме. Одеднашка се појавија многу доктори за кои не знаевме дека биле доктори, ама се доктори само на социјални мрежи. Нели? Решил квиз на Facebook 100 за медицина и него се пресоблекол ке прави операција. Тоа е резултат на таа инфодемија, тоа е резултат на можност или вратите кои што ни ги отворија социјалните мрежи или новите медиуми, дигиталните медиуми, кои што ни дадоа можност нам, обичните граѓани, да бидеме креатори на информациите. Ние сме тие кои што создаваме, не само веќе не сме само пасивни реципиенти или добивачи на пораки и на информации, него сме составен дел и тоа многу важен дел од целиот процес на креирање на информации, креирање поруки. Така што тој целиот процес дојде до еден комплексен момент кој што се нарекува инфодемија, па дури Светската здравствена организација го дефинираше пред некоја година, односно за време на ковидот, затоа што тогаш беше особено изразен и особено опасен. Инфодемија е огромен број на информации кои што доаѓаат секаде, нерелевантни, непроверени, неаргументирани, често неточни и така натаму, не доаѓаат од науката, доаѓаат од секаде, како што велам. Првпат се појавува како термини, првпат се појавува како момент во првиот ковид, односно кога се појавува тие први болести, птичиот грип, свинскиот грип, таа масовна паника околу можната пандемија, потоа еве сега го гледаме се рефлектира во сите наредни болести или можни болести. Тоа се зима свој данок. Луѓето веруваат на се, луѓето немаат критички однос кон работите, затоа што се не сакам сега да критикувам од аспект на луѓето не знаат, не се едуцирани, не се образовани, па веруваат на се, него самиот момент на преплавување на просторот со премногу информации оневозможува да вие знаете што точно треба да изберете како релевантна и вистинита информација. Напротив, се работи за образовани луѓе. Да. Антиваксерите најмногу ги има, гледаме по тоа колку невакцинирани деца има, во општините во Скопје, каде што живее, да речеме, една средна класа, зборуваме за луѓе кои се или администрација, бизниси, значи образовани луѓе. Така да како тоа го објаснувате, зошто тие се поголеми антиваксери од необразовани? Во Шуториза има најмногу вакцинирани, не? Можно е, да. Можно е. Една од тезите би било дека образованите луѓе всушност патот до информацијата, односно патот до некаква вистина го следат патот на информации, патот на различни пораки, податоци кои што сега имаат можност да ги добијат од секаде, односно со еден клик. Меѓутоа, каналите кои што се тие информираат, фактички самите они некритички ги обсервираат, односно немаат критички однос кон тие платформи, тие канали. Тоа значи дека тоа што им изгледа податливо, им изгледа интересно, им изгледа точно, поради нивната
ајде да кажеме, поради нивните предрасуди или пристрасност кон одредена страна, тие веќе развиле некаков однос кон светот дека се е една голема завера. Тоа им го објаснува, да речеме, и нивниот живот, и нивните проблеми, зошто сум во ваква ситуација. Нормално, затоа што целиот свет е една голема завера, целиот свет е една голема, еден голем криминален свет во кој што елитите манипулираат со сите нас, и тука спаѓа и вакцините, тука спаѓа ковидот кој што не е вистински, тука спаѓаат и односите, да речеме, политички меѓу големите сили Кина, Русија, Америка, и тие сакаат да дознаат големата вистина, ама доаѓање до големата вистина го прават на еден лесен начин, преку медиуми кои што им даваат инстант вистина или рецепт за еве ова е точно. Тоа им е многу лесно сварливо, затоа што е спакувано на начин на кој што тие го разбираат. Да не ги преценуваме образувани, да, имаат завршено различни образовни циклуси, меѓутоа знаењата во различни области предпоставувам дека не им се совршени, односно не се сигурно експерти и во медицина и спорт. Да го земеме спортот. Имате особено дел од популацијата што следи фудбал, 90% од нив се фудбалски тренери. Како што се овие други лекари, овие се фудбалски тренери, тие знаат се. Добро, тоа секогаш било така. Сега е многу изразено, затоа што сега добиваат платформа тоа да го искажат. Да пишат директно до клубот, да пишат директно до тренерот, имаат Инстаграм профили нивни, кај што во коментари пишуваат кој требало да игра, зошто овој не играл, зошто овој играл, така натаму. Така што ние сме експерти за се. Но важиме и за луѓе кои кон се гледаат со недоверба, кои се сомничави, кои не веруваат во принцип, добро, тоа е и обкружувањето ниту во институциите, во државата, причините тука, но во суштина недоверливи, но не проверуваат. Да, вака, има неколку принципи, еве да речеме, во медиумската писменост, Универзитетот од Аризона има развиено некои 5 принципи околу тоа како треба да ги конзумираме медиумите на еден критички начин и како да ги анализираме. И првиот принцип е да се биде скептичен. Ама не скептичен од аспект на циничен, односно скептичен не верувам на ништо, сите се исти, туку скептичен дека работите, особено кога ни се важни, треба да ги провериме. Нели? Да малку подлабоко да ископаме, или да провериме од различни страни. Вториот принцип е да се биде скептичен, но не подеднакво скептичен кон сите. Тоа значи дека постојат многу медиуми, многу професионалци, многу експерти во своите области, кои што ни својата работа, еве како Радио Слободна Европа, заслужиле да имаат повеќе кредит или повеќе да им веруваме од луѓе кои што или професионалци или медиуми кои што секогаш ни расклимувале довербата затоа што пласирале пропагандни тези, лажни информации многу често или полувистини и така натаму. Така што од тој аспект охрабрувам да се биде скептичен, но не како што реков скептичен, циничен, на никого не му верувам, се е ова катастрофа, туку да се проверуваат информациите од повеќе извори. Имаат ли време луѓето во денешно време и во ова море информации? Нема. Тоа го користат оние кои што профитираат од ваквиот медиумски пейсаж или од ваквата медиумска екологија, затоа што или медиумска средина. Веќе сега ние сме бомбардирани со илјадници, како што кажав и на почеток, со илјадници различни информации. И денеска техниките на манипулирање со јавноста не се врзуваат со цензурата, затоа што цензурата е скоро невозможна. Вие не можете да запрете, односно тотално да блокирате некаква порака или некаква информација, затоа што постојат милион платформи кои што тој што сака да ја протне, ќе ја протне. Без разлика каква е таа. Се блокира интернет, тоа е единствена во овие авторитарни диктатори. Ама поради тоа имате нешто кое што во последните години се нарекува flooding the zones или преплавување на зоната со глупости.
односно имате толку многу морени информации, од кои 99% ви се тотално непотребни, не сваќате зошто се таму, повторно наседнувате на нив затоа што таков е ритамот на конзумирање, нели со скролање, па одите од едно видео, друго, трето, десето, да направите анализа на сите работи кои што сте ги виделе, не може да извадите ни една реченица од која што нешто на вистина сте научиле, сте добиле, некоја релевантна информација. А потрошено е многу време. Потрошено е многу време, тоа е идејата, да бидете постојано конектирани, постојано сте во некаков контакт со медиум, медиумот станува дел од вас, тоа е еднината, нели? Сега гледаме како се развива Apple Vision Pro, маските кои што ги носат низ Америка. Јас имам брат кој што живее таму и веќе ја купи, па сега од него дознавам како тоа изгледа, како тоа функционира, таа виртуелна реалност која што веќе станува многу интересна, специфична и ќе се повеќе заменува реалноста или што ќе се случува? Мислам дека тоа што ќе се случува е дека се повеќе ќе се губи границата меѓу тоа што е оваа реалност во која што живееме и што е таа реалност во која што веќе нема ни да ја викаме виртуелна реалност, ќе бидат две паралелни. Што ќе прави никој во виртуелната реалност? Во таа реалност вие буквално тоа некој последен чекор на нашата имагинација, ако сега со социјалните мрежи, со денешните медиуми, ние добивме можност да кажеме се што сакаме, да напишеме се што сакаме, да бидеме се што сакаме онлайн. Ние сме онлайн, не сме истите кои што сме тука, нели? Ние сме добрите ние сме паметните ние сме активистите ние и така натаму, убавите ние. Нашите фотографии се избрани 3 од 1000 кои што сме ги направиле денес во ВЦ. На тој начин со виртуелната реалност ние буквално ќе можеме да го живееме животот и светот кој што ние го посакуваме, а ние таму да бидеме главната фаца, главните протагонисти, главниот актер. Вие таму сега, уште сега со таа маска имате можност да гледате, да речеме, концерт на Maroon 5, например, на чиј концерт ќе стоите во прв ред, или ќе бидете на бина, или ќе бидете зад бина. Ме разбирате? И тоа е многу интересен, многу привлечен, истовремено малку и страшен концепт. Илон Маск го направи првиот имплант. Сега ќе видиме како тоа ќе функционира. Добро да застанеме тука некаде. Да. Споменавте пропаганда во еден момент, збор кој веднаш не асоцира на политика, партии. Ни престојат избори наскоро. Колку пропагандата се променила во денешните политички партии и дали гледате промена во начинот на кој тие комуницираат со гласачите? Дали е класична пропаганда со манипулација? Да, гледам вака од овој аспект. Пропагандата како што јас ја разбирам, или, а јас сум малку некој кој што ги следи тие теории од 60-тите, 70-тите години, теориите на Елул, на Ласвел, така натаму, па потоа на постструктурализмот, пропагандата, за да биде вистинска пропаганда, треба да биде сеопфатна, односно да ги користи сите елементи. Не можеме да зборуваме за вистинска пропаганда ако имаме постер ваму, реклама таму и така натаму. Тоа значи дека во нашата понова историја сме имале еден систем каде што можеме да, или студија на случај, да извлечеме од тоа каде што гледаме вистински пропаганден модел. Таквите пропагандни модели во Европа се уште обстојуваат и тие пропагандни модели си имаат своји карактеристики и специфики. Нели кога се шегуваме ке викаме како вие автокративе, сите како да имаат некаков прирочник како да се биде зол и автократ, тие всушност имаат, тие црпат од теоријата, пропагандата теорија, а пропагандата денеска е всушност дисциплина. Не можеме да кажеме наука, ама е дисциплина која што во себе ги вовлекува психологија, социологија и во поново време data science. Односно, тие 3 компоненти се многу важни. Но, за да бидете успешен пропагандист, тоа значи дека треба да делувате во сите можни сегменти. Уметност, култура, медиуми,
економија и така натаму. Можем да го разгледуваме пропагандниот модел на Кина, да речем, кој што е многу интересен и специфичен. Треба да ја пласирате пропагандата во секое време постојано и му се обраќате на поединецот, но поединецот кој што е дел од групата, од масата, затоа што така тој најранлив. А медиумите, пак ќе се враќам на медиумите ја има таа улога да тие постојано му се обраќаат на поединецот, но тој не е сам, тој е дел од масата. Вие кога гледате серија, гледате сами дома, но не сте сами во гледањето на таа серија. Таа серија гледаат илјадници луѓе. Така некако делува и пропагандата преку медиумите. Прв вистински пропаганден модел, кој што е многу интересен да се разгледува, е пропагандата на Наполеон. И тој ги користи сите можни техники и многу посветува на уметноста, односно на театарот, ги субвенционира сите можни институции, сите уметници, за да може да ги контролира, се разбира. Тој Наполеон, да речеме, после Француската револуција, во Франција има околу 80 дневни весници, тој ги смалува на 8, па потоа на 4, сите 4 ги контролира многу строго. Ги субвенционира сите можни сликари до кој што може да дојде, кој што сакаа да бидат дел од неговата пропаганда. Најблизок му е Жак Луи Давид, и Луи Давид е фактички првиот сликар на Франција во времето на Наполеон. Тоа што е интересно, Давид ја слика таа огромна слика која што и денеска е во Лувр, и таа со некои огромни димензии, целци 10:6 од прилика, и го слика кронисувањето на Жозефина и Наполеон. И само да се анализира таа слика, ќе ги сватите моделите на неговата пропаганда, зашто тој кажува како таа да изгледа, кој кого кронисува, која ќе биде улогата на папата кој што дошол специјално за кронисувањето. Во ложата на централно место ја гледате мајката на Наполеон, Летиција. Проблемот е во тоа што Летиција никогаш не дошла на кронисувањето, станала во Рим, му била лута на Наполеон затоа што бил во Кавгас со неговите браќа. Меѓутоа, тој инсистирал да биде таму. И таквите модели, лажни, тој не се утрчувал да лаже. Тука е неговата најголема грешка, затоа што модерната пропаганда не лаже. Модерната пропаганда мора да ја кажува вистината, кој што вели Гебелс. Гебелс забранува во ниедно соопштение кое што ќе биде пуштено официјално да има лага. Сегош се зборува вистината, кога вистината не ни одговара, ја прескокнуваме, ја премолчуваме, а лажеме во интерпретацијата. Односно, ако ние лажеме во фактите, ако кажеме дека имало 50%, а имало 100%, секој човек тоа може да го, и особено денес, да го провери, меѓутоа и тогаш. Сите знаеле дека Летиција не била на коронисувањето. Меѓутоа денес е многу лесно. Не се лаже во фактите, во пропагандата, се манипулира во интерпретацијата. Да, ќе кажете дека било 100%, а не 50%, меѓутоа низ објаснувањата, интерпретациите, вие манипулирате со јавноста и се лаже во интенциите. А тоа ќе го гледаме, направив цел круг за да се вратам на политичките партии. Таа техника ја гледаме насекаде. Не е тоа наша специфика, ама колку ќе изградиме, колку ќе направиме, што ќе се случи, нели, политичките партии ќе направат волку, ќе го решат овој дел. Тука во вашите ветувања можете да кажете се и се што, затоа што додека дојде време да ги исполните, или веќе нема да бидете на власт, или луѓето ќе заборават. Така што тука се дозволени лагите во пропаганда. Уште едно прашање, да се вратиме на социјалните мрежи. Како да ги победиме алгоритмите? Сосема не можеме, да не ни го креираат мислењето. Како да се одбраниме? Да ги научиме луѓето од најмали нозе да анализираат критички, да го анализираат критички тоа што го следат. Односно, ако гледаат YouTube и сватат и видат дека таму има скриено рекламирање, некој се обидува да им продаде нешто, да им продаде продукт или идеја или некаков концепт или некаков вид на пропаганда и така натаму, да успеат тоа да го видат преку поставување на
важните прашања. Тоа е многу важен концепт, анализата во медиумската писменост. Барем да ги препознаеме и да знаеме на што сме изложени. Да. Благодарам за разговорот. Благодарам што ме поканивте. А вие, почитувани, слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа. Кликнете на подкаст Зошто и на Spotify, YouTube, Apple и Google, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате. До слушање.